Добре дојде во студио за Зоран Димитровски, член на иницијативниот одбор за ослободување на Кежаровски и одговорен уредник на Фокус. Околу денешните протести, она што ги збуни и ги декуражираше дел од граѓаните е фактот што Кежаровски, нашиот колега Томислав Кежаровски, новинарот Кежаровски кој е осуден на затвор повторно, беше привремено пуштен, не велам беше ослободен, туку беше привремено пуштен поради некаква лекарска интервенција што била неопходна, иако тој воопшто тоа не го барал, значи не е ослободен и токму и тоа факт што јас побарав интервју со Кежаровски и едно од образложенијата и ова дека затворската казна допрва следи. Значи, според она што имаме информација во разговор со Кежаровски и неговото семејство, фактички денес утрово нему го повикал директорот на затворот, кој порано бил еден од чуварите во затворот, така што го познавал Кежаровски времето кога лежеше притвор, значи неколку месеци, и му рекол, нели Томислав, ти на времето нешто дека беше во притвор се жалеше на некакви здравствени проблеми. Па ми сме рекол, да, на некакви стомачни, но тогаш не му беше дозволено баш многу да оди по болници, нели? И иако сега Томислав Кежаровски нема такви здравствени тегови, директорот му рекол, добро, ние ќе го искористиме тоа, ќе ти дозволиме, нели, 30 дена да одиш на слобода за да се лечиш, за да се лекуваш, а потоа треба да се вратиш, нели, повторно на издржување на казната на 18 февруари. Односно, нели, има право директорот да побара 30 дена таков прекин на казната. Но истовремено, кога и за 10 минути му рекол спреми се и оди си. Но истовремено, кога е направено тоа барање и таа одлука, директорот побарал и условен отпуст на слобода за до крај казната фактички да не ја издржува Кежаровски. Обично такви барања поднесува семејството, адвокатите, други институции, видовме во случајот на Вранишковски, нели, на барање на МПЦ. Во случајот директорот на затворот сам по своја иницијатива поднесува и второ барање, значи, за условен отпуст на Кежаровски за одлежување до крај на казната, која, нели, тој ја има одлежано 90%, затоа што бил во притвор, се едно што е домашен притвор, малку во притвор, нели, во затворот во Шутка во Скопје, а и во домашен останатиот дел. Значи, тоа говори дека целото сценарио, фактички целото приведување повторно во затвор на Кежаровски на одлежување на казната е политички инструирано и дека некој си игра, нели, со судбината на Кежаровски. Во смисла тој некој, јас мислам дека денеска ние фино на протестот излеговме пред апелациониот суд, но и пред владата да кажеме кои се нарачителите, дека знаеме кој е врховниот судија, нели, дека тоа е пастирот на нацијата, условно речено, односно иронично кажано, и дека тој преку, нели, своите војници или на кој начин веќе инструира таков тип на однесување и на судството и на полицијата и на затворот, сакајќи да упати порака дека во негови раце е човечката судбина и на Кежаровски и на сите нас. И дека тој може кога сака и кого сака да затвора, да пушта на слобода, да ослободува. Привремено да пушта на слобода не е. Ако не се однесува добро на слобода, може повторно да го притворат и така натаму. Значи, тој е врховниот собственик на нашите судбини. Да. Кежаровски кога беше однесен експресно во затвор, апелација донесе одлука за одлежување на казната 2 години и неколку месеци. Да. Ова станува збор за процедура која предизвика прилично критики. Токму заради тоа што не му беше донесена таа присуда на Кежаровски од страна на адвокатот, туку беше полицијата онаа која го однесе во затвор и му ја изрече. Петокот, ако се сеќавате, имавме една пресконференција пред апелациониот суд на која го закажавме нашиот протест во врска со казната, нели, 2 години затвор за Кежаровски, без оглед дали тој е на слобода или во притвор или во затвор. Значи, закажавме таков протест, но никој не очекуваше дека експресно вечерта на 16 во петок, иако одлуката е донесена, нели, истиот ден од апелација, дека ќе биде на тој начин приведен на одлежување на затворска казна.
Видовме дека судиите од Основниот суд и од Кривичниот суд се вадеа, например, судијата Владимир Панчевски, председател на Основниот суд, во изјава за Фокус кажа дека процедурата е таква дека тие што се во домашен притвор само им се менува нели домашниот притвор за затвор и одат веднаш на одлежување на затворската казна, а тие што од слобода очекуваат некаква казна од апелација, имаат право на жалба, дали да им се одложи казната, па потоа значи неколку дена им се оставаат. Но тоа може да е процедурата. Меѓутоа за жал ние видовме дека на Кежаровски, тоа го објавивме, му е врачен упатен акт. Значи врачен му е упатен акт во кој го нема местото, денот и часот кога треба да се јави во затвор, туку полицијата веднаш оди кај него и го приведува. Иако во упатниот акт јасно стои дека има право на жалба во рок од 3 дена да поднесе молба за одлагање на издржување на казната. Значи тоа право не му е дадено на Кежаровски и тука е прекршувањето на процедурата. Денеска видовме во една изјава на судиката за извршување санкции Тагасовска, во која се вади дека ние новинарите сме биле лаици, дека не ја разбираме правната процедура и дека точно е дека оти тие го привеле и дека полицијата е таа која решава во кое време ќе го однесе, затоа не ставиле податоци. Но факт е дека нема му е врачен упатен акт. Господинот Панчевски на председател на судот зборуваше дека нема упатен акт, а упатен акт има. Тоа значи дека тој не бил ни запознат со таа информација, што значи дека политичката спрега е директна. Веќе вие како премиер, министер, значи можете директно да му се јавите на судијата за извршување санкции и да му кажете ајде сега приведете го Кежаровски. Да го скокнете и председателот на судот и се. Значи кај нас имаме преки судови. Прекиот суд е очигледно во владата, во политичката партија на власт, со која раководи нели премиерот Никола Груевски. Ајде околу судството, Сдруженијето на судови ги осуди денешните протести против судските одлуки за кои се однесуваат на Кежаровски, како велат тие. Непримерно е да се попречува работата на судови и да се користи улична демократија за промена на одлуки која и тие кои протестираат се свесни не можат да ги известуваат надвор од судската инстанца и да се преиспита судската одлука. Велат непримерно е да се попречува работата на судовите. Судиите се кога не би биле нели во тажна, во жалосна улога, затоа што знам каква е нивната состојба, тие најрадо во оваа ситуација би одлучиле да молчат, меѓутоа мислам дека нивната политичка поврзаност со партијата на власт и со врховниот судија, нели, кој што не е од врховниот суд, туку во партијата на власт, едноставно не можат а да не ги сослушаат наредбите кои доаѓаат од таму и тие седнале денес да срочат некакво соопштение дека протестите се некаков притисок врз судот и дека со улична демократија ништо не се постигнува. Никој нема илузија, ниту пак ние, дека нашата улична демократија може да влијае врз судиите. Ние немаме намера да влијаме воопшто врз судиите. Идејата е да влијаме врз политиката, затоа што знаеме која е вистинската адреса на донесување на судските одлуки. Тоа е едно. Но второ, судиите со ваквото соопштение кој не е ни за прв пат. Да, кој не е за прв пат, покажуваат тотално непознавање нели на системот како функционира демократијата во светот. Дозволени се секаде на светот значи протести на граѓани, слободни протести, па и против судски одлуки. Што се тие? Божја некоја институција, инстанца чии одлуки не сме да се коментираат, не сме да се врши притисок. Тоа е смешно. А нашиот притисок, ако сакате, ние признаваме дека вршиме притисок, е за да судат по право и по закон, а не врз основа на политички нарачки. Тоа е причината. Но тие биле принудени да срочат некакво соопштение и тоа да го пуштат во јавноста, за да не биде политиката која тоа го прави, туку судиите се бунат да нема притисок врз нив. Имаше дури еден од судиите во вчерашна некоја изјава дека ние сме Чарли Ебдо затоа што врз нас се врши страшен притисок, демек не можеме да судиме според закони онака како што сакаме. Тоа е смешно, мислам. Тоа е менување на тезите на она што се случува со нашите протести, не само со нашите протести, со другите на сличен начин. Да. Ајде околу денешниот протест и вашиот говор.
Она што е непознато, една од непознаниците, како велите, Груевски вети дека Кежаровски ќе биде на слобода и 100 пати излажа. Кој навистина ветил дека Добро, Кежа би бил на фигуративно е тоа 100 пати излажа, може би еднаш или два пати. Груевски ветил, од каде ви оваа информација? Но таа информација, знаете, ние во комуникација со некои представници на меѓународни институции, посебно за слобода на медиумите, од ОПСЕ, институции од Европската унија, кои доаѓаа во Македонија, нивни представници, кои разговараат директно со Груевски, кои му пишуваа писма, му пишува апелирајќи да биде Кежаровски ослободен. Значи, во комуникација со нив, една од тие представници, една представничка, фактички при тие средби нам отворено ни кажа дека мојот однос кон целата состојба на медиумите во Македонија, бидејќи таа даде една изјава која што беше толкувана дека е малку така балансирана во однос на диалогот, законот за медиумите, диалогот на новинарите со власта, и таа рече дека едноставно сакам да му дадам шанса да го реализира тоа што се договоривме, дека Кежаровски ќе биде на слобода. Но мислам дека тоа е однесување и на премиерот и на некои други представници во нашата власт, кои што постојано во комуникација, нели, со оние кои им вршат притисок, нешто им ветуваат, а потоа тие не го остваруваат. И затоа беше таа моја, нели, опаска дека 100 пати излажа. И дека ветил. И дека ветил. Јас искрено речено во јавноста премиерот никогаш не настапил со такво нешто, туку неговите зборови се секогаш дека ќе оставиме судството независно да ги донесе тие одлуки. Но мислам тоа се фрази кои звучат вака во јавноста, треба да прозвучат дека еден демократски премиер ги кажува, во суштина се мимикрија на некој начин само алиби за она што се случува под масата. Да. Ајде и околу една непознаница. Сите се прашуваа кој е тој трубадур на власта кој ви се јавил дека уапсиле новинар мај 2013, утрото кога го уапсија Кежаровски, вие велите ми се јави еден трубадур и се смееше, се иреше. Знаеш ти во прашање новинар од висникот каде што сум јас уредник, бевте во Нова Македонија главен и одговорен уредник. Па јас утрото нели станав порано да одав на работа и ми зазвони телефонот и ми се јави Миленко Неделковски, кој очигледно имаше многу информации, знаеше кој се апси, кој ќе биде апсен, кој е уапсен, за да ме информира дека е уапсен новинар и буквално да се ири што ете еден новинар, знаејќи дека е тоа новинар од редакцијата кај што сум ја главен уредник, односно Кежаровски. Јас тоа го ставив, меѓутоа тоа само говори за како функционира системот во политиката и медиумите и оние кои што се многу блиски играчи на власта, дека и однапред добиваат информации и дека тие тоа го посакуваат, нивните колеги да идат у затвор. Слична беше фактички и многу подраматично, јас би рекол, однесувањето истиот ден или можеби следниот, мислам дека истиот ден кога го формиравме иницијативниот одбор, кога во редакцијата имавме состанок со директорот и со екипа, уредници и новинари, и кога дојде Марина Кежаровска, сопругата на Кежо, во таа ситуација Мирка Велиновска и се обрати дека треба да види можеби незиниот сопруг е навистина виновен и да се спрема за долга борба и за можеби долго останување во затвор на Кежаровски. Наспроти сите наши интенции дека мораме да се бориме за човекот да го ослободиме затоа што е невин. Значи, тој мајндсет, тој ум на една таква структура, значи политичко, полициска, удбашка, како сакате наречете, врзана со власта, трубадурска, и е таков да не знам, мислам дека утре ако нивните деца, сопрузи и така натаму завршат во затвор, би требало на ист начин да се однесуваат, нели? Да кажат, не, видите, може да сте виновни, нели? Ако оваа власт, ако оваа полиција нашла нешто против вас да ве уапси, да завршите во притвор или утре на суд да бидете осудени за затвор, сигурно сте виновни. Значи, тоа е еден начин на легитимирање се што ќе направи Груевски. Значи, една бланко доверба на власта. И една злоба дека под
значи сите сме еднакви во суштина пред сатарот на врховниот судија. Нели, секој од нас може да заврши во притвор и само тој е во право ако одлучи такво нешто. Нели. Слични ситуации се случува подоцна и со други колеги кои што постојано инсистира на тоа дека Кежаровски е веројатно виновен, па не може, како може да заврши во затвор ако не е виновен, нели? Ако појдете од таква една матрица. И дури се доведуваше кога беше случајот шпион подоцна, бидејќи двата, нели, случаја на некој начин сакаа да ги поврзат. Многу луѓе ме притискаа, па дури и директорот на Нова Македонија, дека им е најавено од Кежаровски ќе добие обвинение и за случајот шпион, затоа што тоа е крупна афера, нели. Со еден збор, таков начин на комуникација е својствен за таа една структура која што луѓе кои што се поврзани со власта и чија задача е постојано да ги легитимираат акциите на власта и да ги прикажуваат во јавноста како нормално однесување на една правна држава и една демократски правна држава. Но сушност постои големо сомневање дека Кежаровски е во затвор заради случајот Никола Младенов во она време кога вие бевте главен уредник, кога беа најдени тие ливчиња, патарините и да. Тоа е сушност причината, истрагата за Значи Кежаровски лично веројатно ќе имате прилика еден ден да правите интервјуи со него пошироко за тие работи, меѓутоа Кежаровски лично тие денови кога ги пишуваше текстовите за истрагата на Никола Младенов, бил лично предупреден од еден негов пријател од ДБК. Пријател порано што го знаете, тој покриваше црна хроника, нормално комуницирал со многу полицајци и така натаму, за да знаеме каква е таа работа, кој му рекол отворено да, значи тргни се, престани да пишуваш. Овде има сериозна се води сериозна хајка во целата оваа работа и дека се слуша од и сообраќајката на Никола не е случајна и затоа престани да истражуваш. Значи негов пријател тоа му го кажал. И Кежаровски навистина тогаш и под притисок и на раководството во Нова Македонија беше принуден неколку дена да се оддалечи од фактички да не продолжи да ја пишува приказната. Напиша 3 текста и прекина. И одеднаш прекинавме затоа што притисоците и на судот беа страшни врз Нова Македонија. Знаете на приказна дека судијата пред време го напушти местото на нестреката на Младенов, фактички дека истрагата не ја изведува како што треба. И веднаш после тоа имаше страшен притисок, веројатно преку сопственикот и директорот на Весникот, до мене да прекинеме со тие написи. Тоа значи дека некој во државата се знае кој не сакаше да продолжи истрагата за Младенов, а Кежаровски веднаш после тоа беше санкциониран на начин што се извади од нафталин текст, односно случајот Ореше, и тој беше спакуван во приказната за Ореше, за откривање на заштитен сведок, божевно откривање на заштитен сведок. Велите се знае кој всушност стои зад тие притисоци, кој не сакал сомнителното загинување на Никола Младенов, воопшто истрага да дојде до ниту пак новинарски текстови. Значи има, јас сум кажал неколку пати дека случајот ликвидација, пак сакате и случајот шпион подоцна, дека е особено случајот ликвидација, значи кругови, бидејќи е поврзан со случајот Оресе, дека кругови во Дирекцијата за безбедност и контраразузнавање, кои што одамна имаат своји нерасчистени сметки со некои други припадници од таа служба од времето, кои што они сметаат дека биле политички, СДСМ, ВМРО, ДПМН и така натаму. Една таква битка, кои сакаа да ја решаваат преку грбот на Кежаровски потоа. Но веројатно тие се уплашија и може да се стигне до некоја информација. Веројатно се уплашија и Кежаровски е на пат да стигне до некоја информација за истрагата на Младенов. Дека не станува збор за загинување, туку за убиство. Дека се многу елементи од таа приказна чудни, затоа што знаеме како беше затворена таа истрага.
не може да не постои телефон или да не се најде телефон, затоа што по телефонот вие можете да реконструирате со кого Телефонот на разговарал, Никола на Никола Младенов, каде бил, со кого разговарал, кој го повикал, значи сето тоа остана тајна до денешен ден. Јас се надевам дека брзо ќе се расчисти, затоа што тие фајлови, тие документи постојат некаде. Се знае каде бил Младенов, некој знае во оваа држава, ја има вистината каде бил, со кого бил, што правил, нели? Тие фајлови може да бидат како уништени. загинал. Или велите Може. во некакви приватни архиви? Па, знаете, можете да уништувате, меѓутоа не можете се да уништите. Има некои фајлови кои остануваат. На крајот на криштата телефонските компании кои што VIP One и Телеком сигурно ги чуваат сите наши фајлови досија за телефонски повици. А некој може би има и материјали за прислушувани, нели, како што слушаме дека постојано се јавуваат такви материјали, па може да дознаеме некои работи веројатно и од тоа. Но мислите на бомбата на Заев, која говорите прислушувани материјали? Па прислушувани материјали има постојано. Нели, знаеме дека службите слушаат, дека тоа не е никаква тајна, а јас се надевам дека ако службите слушаат, дека ако го слушале, да речеме, мене не мора да ме слушале, ама ако веќе слушале некои новинари, дека сигурно го слушале и Никола Младенов. И се надевам дека од тоа ќе произлезат многу материјали. Да. Ајде околу вашиот говор за пред владата. Исти се како оние дивјаци од исламската држава кога говорите за оваа власт. Во името на нацијата сечат умни глави, кастрат медиуми, затвораат слободумни луѓе и пеат. Багра се тие. Имате ли објаснување зошто и покрај овие протести, месеци веќе на протести стана на студентите, на професорите, сега и новинарите, власта и Груевски не се откажуваат од донесување на закони кои всушност се ги удираат, се најголем удар всушност врз нивната власт? Не, значи тие прво имаат нели една агенда како да го суредат општеството, односно во делот од образованието како она што се непослушни професори, непослушни факултети, луѓе кои што се инсталирани демек од претходната власт, не знам што тие подразбират под тоа, соросоиди, комуњари и така натаму, да ја заменат таа професорска фела која што според нив продуцира генерации на своји клонови, нели, на слободна мисла и да донесат своји апаратчици. Ги видовте денови оние смешни професори од СОН кои што се откажуваат од штрајковите во средното или основното образование. Значи тоа е една агенда комплетно за ВМРО-изирање на сите, да речеме, општествени чинители во државата, пред се универзитетот и образованието, кои што тие ги сметат како последното уточиште на некаква опозициона мисла. Односно, јас би рекол слободна мисла, затоа што тие под слободна мисла подразбираат опозиција која сака да дојде на власт. Иако тие професори не гледам дека имаат амбиции да дојдат на власт. Политичка опозиција на тоа мислам. Да. Значи тоа е едно. Второ, овој делот со нели хонорарите, тоа е исто една намера, се знае која структура на луѓе, дека се сепак тоа луѓе кои што се интелектуални професии, значи кои добиваат дополнителни хонорари за своето работење, затоа што тие нели се повикуваат на текстилните или некои други работници кои за хонорарот од минимална плата, нормално дека газдата треба да му плати придонеси. Но тоа е маската за која се кријат, во суштина дури ни парите кои што сакаат да ги обезбедат не се толку големи. Јас слушнав некои бројки од 60 до 100 и нешто милиони евра, без оглед. Тоа може би прилив во буџетот, но поентата е да се сруши, да се нагризе на некој начин една фела која заработува во новинарството, во невладените организации, во невладениот сектор, професори, интелектуалци, разни професии, економисти, преведувачи, на крајот на криштата, ако сакате, и глумци, Но проблемот е што почнаа да доживуваат одредени отпори и од тие луѓе кои што им беа и блиски. Нели? Имаше одредени структури, да речеме, во културата. Оваа власт се обиде да корумпира преку плати и хонорари одредена фела во овие општествени дејности. Сега ќе им ги одданочува 35% дополнително тие пари што ги земат. Тоа не се малку пари за некои луѓе.
кои што добивале, не знам, можеби и 2000 евра, сега ќе им земат 35%. Но ако се повлечат, тоа несомнено би значило дека Но повлекувањето би значила слабост на оваа власт. Повлекувањето, значи Покажување слабост. Апсолутно не, тие тоа го имаат значи проектирано како сценарио и сега во момент на протести сигурно би било слабост да една тоталитарна власт која што сака да покаже дека ги регулира сите процеси, дека влада контролира се, дека ќе биде слабост ако се откаже од еден закон, студентскиот, проблемот е што се намножија во последно време тие протести, затоа што се намножија и глупостите кои што ги прави владата, не затоа што некој има таква агенда да има протести. Значи, ако не беа законите за хонорари за високо образование, преговорите со СОНГ за средно образование, се појавија и други работи, нели? Затворската казна на Кижаровски. Значи се намножија на вистина многу работи кои на Груевски и на партијата на власт веројатно им создаваат проблеми, но уште поголем проблем би било да почнат да попуштаат, затоа што ако попуштаат, тогаш бидејќи нивната матрица е дека непријателот ќе почне да освојува простор. И ако му попуштиме, тогаш сме готови. Мора да одиме до крај, затоа што на тој начин можеме само да ги обезхрабриме, да ги обезкуражиме сите оние што сакаат да протестираат против нас. Ако вие можете со протест да постигнете нешто, тогаш лесно тоа ќе се прави, нели? Ќе протестираме. Меѓутоа сепак мислам дека и овие одлуки за Кижаровски, дека тука има некоја социопатија, ако не и психопатија во нивните одлуки, затоа што вие да донесувате политички одлуки со кои покажувате дека вие сте владетел на судбината на луѓето, кога сакам ве затворам, кога сакам ве пуштам на слобода, манипулирам со вас, тоа е една карактеристика баш на социопати, можеби и на социопати кои што се уплашени од она што можеби следува. На крај на краиштата имаме најавени бомби од опозицијата, па власта знае или не знае се што ја очекува, па на овој начин вежба низ сите овие протести како подоцна ќе се однесува кон тие прашања што може да ја загрозат. Како би се однесувала? Да. Би апсела повторно, би затворала? Па малку целата работа се одолжи, нели, со бомбите, за да можеме да предвидиме некакво сценарио како се однесува власта. Иако личи на една тоталитарна власт, личи дека сите тие бомби да ги прикаже како сценарио на странски разузнавачки служби заедно со домашни предавници, една голема операција, нели, затоа што бомбите, нели, како што разбравме, се повеќекрат една голема операција за рушење на власта, така впрочем беа и прикажани од некои новинари кои што се блиски до власта, и дека тоа на тој начин, нели, да ги обезвреднат во јавноста преку своите медиуми, преку целата своја мрежа што имаат во државата, но мислам дека тоа овој пат нема да биде. Мислам дека ќе се случи тоа овој пат, но тоа не е суштината на она што ќе го откриваат бомбите, според мене. Суштината е да има сега канали да се пробие до повеќе луѓе, тоа не е спорно, но суштината е и светот и меѓународната заедница да види што се случува во Македонија, од една страна, од друга страна играчите внатре партиските играчи во ВМРО ДПМН. Знаеме дека тоа е голема партија која што не е создадена само од морони идиоти, нели, кои што, значи таму има слободно мислички луѓе веројатно кои што не може да дојдат до израз затоа што се во подлет. Полека да почнат да сваќаат со што и со кого си имаат работа. Да ги видат, ако се разбира тие докази бидат навистина флагрантни, да докажат беззаконие, да докажат не само беззаконие, туку да речеме фалсификување избори, па дури и нарачки на ликвидации и така натаму, како што слушаме. Ако има такви докази, мислам дека во ВМРО ДПМН и во владата на крајот на краиштата, која што составена од 26 партии малечки, дека ќе има доволно интелектуални сили, доволно слободолни луѓе да се спротивстават на една таква монструозна слика што ќе биде прикажана. За партијата и тогаш е неминовна и трансформација на таа партија.
Сега не знам што ја очекува иднината на таа партија, меѓутоа мислам дека проблемот најверојатно ќе секогаш е во раководството, нели? Како што знаеме, секаде кога се прават некои реформи на партии, си оди тоа раководство, доаѓа некое друго, на каков начин ќе си отиде, гледаме дека луѓе завршуваат, нели, на страна и во затвор, некои прават поделби, но овде мислам дека има сили во ВМРО ДПМН да се изборат за една демократска трансформација на партијата. Благодарам што бевте гост.